Почитуван председател на владата, господин Зоран Заев, почитувани колеги министри, почитувана градоначалничке на општина Битола, почитувани организатори на денешниот настан и ценети учесници, представници на медиумите, дами и господа. Дозволете да ја поздравам идејата за организација на денешната конференција и да ја изразам мојата лична благодарност за поканата за учество која со задоволство ја прифатив поради две причини. Прво, јас и сите ние сме должни да направиме чест на оние кои одлучиле во својот живот да се занимават со професијата поврзана со секојдневна едукација и реабилитација на лицата со попречености. Луѓето кои одлучиле непосредно да работат со нив, да ги подготвуваат за справување со секојдневните предизвици и да им помагаат на нивните семејства. Таа е тешка, но и благородна работа. Второ, но поважно, дојдов поради тоа што инклузијата на лицата со попречености во сите сфери на општественото живење, унапредувањето на правата и обезбедувањето на новите можности за нив, како секогаш е отворено прашање. Секогаш постои простор за подобрување на состојбите преку дискусија за согледување на предностите и слабостите на актуелните законски и практични решенија, мерки, проекти и активности и дискусија за глобалните трендови, позитивните практики и искуства. Тоа е процес на кој ние како влада даваме приоритетност. Почитувани присутни, правото на образование е уставно загарантирано. Институциите на системот се должни да го овозможат и тоа за секој поединец, за секој еден граѓанин прилагодено согласно неговите потреби. Тоа подразбира ангажирање на сите неопходни ресурси, меѓу кои најважен е човечкиот кадровскиот ресурс. Најголемата почит за вас, почитувани наставници, дефектолози, педагози, психолози, логопеди и така натаму, во законите и во подзаконските акти, колку и да е добро дефинирана организацијата на образовниот процес за учениците со посебни образовни потреби, ефектот нема да биде постигнат без вас и без вашата макотрпна и искрена заложба. Затоа се трудиме да го подобриме најпрво вашиот општествен статус, да ја зголемиме вашата лична мотивација за работа. Дополнително работиме и на унапредување на законските решенија кои ја регулират областа на образованието, вклучително и овој сегмент. Во моментов се изработува ново законско решение за основното образование, кое дава предност и предвидува повеќе новини поврзани со едукацијата на учениците со попречености, земајќи ги предвид мерките содржани во Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост. Например, е предвидено покрај педагог, психолог, дефектолог или специјални едукатори да се ангажират и да работат и образовни асистенти. Секако дека сме во финална фаза на консултации во изнаоѓање на најдобрите решенија и затоа сме во постојана комуникација и со колегите министри, но секогаш сме имале поддршка и од премиерот во изнаоѓање на најдобрите законски решенја и практични решенја за подобрување и зголемување на стапката на инклузија во сите наши училишта. Исто така, согласно стратегијата за развој на образованието за периодот од 2018 до 2025 година, најмалку 70% од вработените во редовните училишта ќе бидат обучени за рано препознавање и работа со ученици со попреченост. Понатаму, најмалку 30% од учениците со попречености ќе се обидеме да бидат вклучени во наставните активности во училиштето. Се разбира сето она што и досега било поддршка и влог во поквалитетна едукација на учениците со попречености,
вложувањата во инфраструктурата, набавка на соодветна литература, асистивна технологија, доделување на стипендии и слично, ќе продолжи и понатаму. Почитувани присутни, за крај дозволете уште еднаш да ја изразам мојата голема благодарност што го организирате денешниот настан под покровителство и на премиерот, со присуство и на премиерот. Сите ние присутни имаме што да кажеме, да предложиме, да сугерираме и најважно знаеме да го почитуваме тоа што ќе го договориме, односно знаеме заеднички да преземеме акција. Ви посакувам успешна конференција. Ви благодарам.